Регионални вести за 19 март 2020 година. Ова се настаните на денот. Во Гостивар потврден е првиот случај на заболен со COVID-19. Раздвижено на Бањиче и во централното Тетовско подрачје. Градскиот пазар пак затворен. Државниот пазарен инспекторат вршеше контроли на цените на основните намирници по маркетите. Во Гостивар потврден е прв случај на заболен со корона. Жена која што се вратила пред 10 дена од Германија е позитивна на вирусот. Пациентката е изолирана и сместена на инфективното оделение во Гостивар, а лекарите велат дека нејзината состојба е стабилна. Во Гостивар е регистрирано првото заболено лице со коронавирус. Станува збор за жена на возраст на 45 години, која што пред 10 дена се вратила од Германија. Таа немала симптоми, но се јавила на инфективното одделение во Гостиварската болница, затоа што лице од странска држава со кое била во контакт било позитивно на корона. Кога ми ги рече овие зборови, веднаш пациентава го изолирав и веднаш земавме сите бришеви и сите анализи што заедно со ПСР што треба да се праќат во Институт за јавно здравје во Скопје. Денеска околу 12 часот од службата во Гостивар ме известија дека е прв случај во Гостивар со COVID-19 позитивен. Пациентката е изолирана и сместена на инфективното одделение во Гостивар. Лекарите велат дека нејзината состојба е стабилна, а во случај на потреба ќе се транспортира на инфективната клиника во Скопје. Во меѓувреме направена е епидемиолошка анкета и ќе се преземат соодветни мерки за лицата кои што биле во контакт со заболената. Директорот на Општата болница Јакуп Јакупи по денешниот состанок на Општинскиот кризен штаб изјави дека како установа ги направиле сите подготовки за справување со состојбата со коронавирус. Заштитна опрема за медицинскиот персонал има, но заради воредните услови и повеќе се троши, рече тој. Но моментално ние поседуваме доволен број на ракавици, може би малку пооскъдно со маските, но сепак не сме во состојба да немаме маски. Тоа, значи, може да ви го гарантирам со сигурност. Но немаме маски така што да ги распространиме, да кој ќе дојде, дајте ми една маска. Ние гледаме рестриктивно да се распределат на местата каде што повеќе фреквентираат таквите случаи. Инаку, откако беа воведени превентивните мерки против корона, извршено е тестирање на вкупно 20 лица од Гостивар и Гостиварско и резултатите за нив се негативни. Председателот на владата Оливер Спасовски и министерката за правда Рената Десковска денеска на пресконференција упатија апел да се почитуваат донесените мерки за превенција, уверувајќи дека вонредната состојба ќе биде надмината со професионално користење на сите државни ресурси во напорите за успешно справување и спречување на ширењето на коронавирусот. Вонредната состојба не значи никаков застој во слободниот транспорт, ниту во делот на прехранбените потреби на граѓаните, ниту во делот на потребите за лекови на болниците и аптеките, порача денеска премиерот Оливер Спасовски на пресконференција, уверувајќи ги граѓаните дека со ваквата состојба владата ќе може полесно да се справи со проблемите кои произлегува од коронавирусот. Денеска се продолжува да функционира во секојдневниот живот исто како и вчера. Нема одлуки за нови рестрикции во движењето и извршувањето на професионалните обврски на граѓаните. Исклучок од ова, сега за сега, се само подрачјата на општините Дебар и Центар Жупа, бидејќи тие региони се утврдени жаришта на вирусот и таму имаме кризна состојба. Ќе направиме се оваа состојба колку што е можно побрзо да се смени на подобро. Остануваат мерките со кои се забранети сите јавни собери на отворено и во затворени објекти. Министерката за правда Рената Десковска потенцира дека воведувањето вонредна состојба е со цел да може владата да добие поголеми овластувања и да може да носи уредби со сила на закон. Нашата заедничка заложба како влада
е ограничувањето на правата да биде минимално и само кога тоа е нужно. Колку повеќе сите ние како граѓани на оваа земја се придржуваме до мерките и препораките кои се досега дадени, толку побрзо ќе ја пребродиме оваа криза и нема да бидат потребни нови мерки за ограничување на правата на граѓаните. Затоа апелирам сите доброволно и совесно да ги почитуваме мерките и препораките на Министерството за здравство и на владата, за да нема потреба од воведување на построги ограничувања. Вонредната состојба има важност од најмногу 30 дена и доколку ситуацијата се смири, таа ќе се прекине. Но ако продолжи вонредната состојба, ќе биде продолжена со нова одлука. Колку тетовци ги почитуваат мерките? Раздвижено на местноста Бањиче, но и во централното градско подрачје. Често може да се забележат групи на луѓе на повеќе локации во градот. Градскиот пазар пак, според мерките на општината, денес беше затворен. Млади и возрастни лица, голем број на граѓани утрово се упатија кон местноста Бањиче. Според снимките, препораките за седење дома и излегување само заради работа или некоја итност во Тетово не се почитуваат доволно. Граѓаните велат го користат убавото време за пешачење заради намалување на стресот, но истакнуваат дека ги почитуваат препораките за растојание помеѓу нив. Ги почитувате ли препораките? Нормално треба све да се почитува, али ова ипак е природа. Мислим за кратко не и добро е тоа и стресно да се ваѓа мало стрес од народот. Мислите дека нема многу гужва на Бањиче? Па ја денес, како да ти кажам, прв пут, нема една недела не сум излегол. Пошто ја најпрво треба да го респектирам и работим во брза помош. Али стресот негојаш го прави својата, треба мало излет, за пол сат и се враќам и пак. Мислите дека луѓето ги почитуваат препораките од дистанца и растојание држење? Тука кај нас што гледам, значи скоро 80% се почитува, значи. Ги почитувате препораките? Да, со растојание одиме. Држите растојание? Да, секако. А кој ви е впечатокот? Мислите дека има гужва премногу? Па, има. Од напред повише има, ама добре. Има многу гужва? Гужва има овако, а тамо нема многу гужва што се пуни вода. Али ипак гледам ова улица пуно. А кажете ми, има растојание меѓу луѓето, ги почитуваат препораките? Или се формираат групи? Ја мислим не, овако идат по 3, по 4, ама групно да седнат, не седнат. Ја ги гледам. Градскиот пазар во Тетово пак, според мерките на општината, денес беше затворен, но низ градот фреквентноста на граѓаните е воочлива. На повеќе локации во централното градско подрачје често може да се забележат и групи на луѓе. За успешно справување со коронавирусот неопходна е засилена соработка и координација на институциите и одговорност и почитување на препораките од страна на граѓаните. Беше речено на денешниот состанок на кризниот штаб на општина Гостивар. Строго да се почитуваат одлуките и препораките, институциите да действуваат координирано, континуирано да се преземаат мерки за поголема јавна хигиена. Ова беа главните заклучоци од денешниот состанок на кризниот штаб на општина Гостивар, во кој беа вклучени и општините Врапчиште и Маврово Ростуше. На состанокот присуствуваа представници од полицијата, здравствените установи, инспекциските служби, обвинителството и други институции. Констатации од средбата беа дека треба да ги почитуваме безкомпромисно сите препораки на владата. 2. Да инсистираме преку нашите институции до сите луѓе да седат и да останат во своите домови. 3. Беше стратегија за изолација на одредени луѓе за кои што постојат сомнеш дека и биле во контакт со некоја особа која што можеби бил позитивен или е позитивен. Хигиена во сите институции и како 5 беше соработка која што е на ниво кое што треба меѓу институциите во општина Гостивар. Се надевам вака да биде и на централно ниво и во сите други општини.
На подрачјето на општините Врапчиште и Маврово Ростуше има околу 130 граѓани кои што изминатиот период допатувале од странство и тие се наоѓаат во домашна изолација. Состојбата во општина Маврово Ростуше е стабилна, досега немаме заболени од коронавирусот, има околу 50 на лица кои што се во самоизолација, најголем дел од нив се лица кои што се дојдени од странство во изминатиот период. Истите беа известени преку полицијата, исто и од нашите служби беа известени дека мора да останат во самоизолација. Моментално таа е бројката. Можам да кажам дека имаме огромна соработка со местните заедници од сите населени места. Исто така има волонтери кои што се организирани во рамки на општината, кои што служат на располагање на сите граѓани кои што не се во можност да излезат од своите домови, а мораме ние да ги снабдиме со храна и други намирници. Значи до сега бројката е над 80, 82-3 тога не. Луѓе што се во карантина. Да, значи во самоизолација, значи граѓаните го сватат сериозно ова работа. Ние сме во координација со граѓаните, значи одиме до дома кај нив, разговараме, му кажуваме дека нема место за паник, но само за безбедност тука. Кризниот штаб на општина Гостивар ќе одржи нов состанок во понеделник. Државниот пазарен инспекторат попладнево вршеше контроли на цените на основните намирници по маркетите, за кои владата донесе одлука да не се зголемуваат. Велат дека по контролата во два тетовски маркети, утврдено е дека цените се движат во рамки на нормалата. Од Државниот пазарен инспекторат вела дека при нивната прва контрола утврдено е дека цените се движат во рамки на дозволеното. Се работи за цени на основни продукти како леб, брашно, зетин, но и одредени лекови во аптеките. Ние сме интензивно на терен, ги проверуваме маркетиве, помалите дуќани што се цените, ова тоа, исто така сме на должност до 24 по угостители, по ресторани, по такви работи. И каква е состојбата? Еве поголеми Моментално ситуацијата не е лоша, значи почитуваат сите, освен со некои недостатоци, некои на пример што сака да злоупотребува. Значи сигурно ќе видат и тие проверени и ако најдеме неправилности ќе бидат казнети, значи според законот. Има такви примери до сега? До сега не сме сретнале, но има најави, значи има представки од граѓаниве, но ќе видиме дали се искрени и дали се коректни, пошто има и злоупотреба и од граѓаните. Министерот без ресор Исен Џемили рече дека се разгледува можноста и маските кои сега се најпотребни да бидат дел од основните продукти. Тука во врска со маските, не знаеме дека во наша држава не се произведуваат овие маски. Веќе е стапен во контакт со некои компании што можат да шијат вакви маски, додека тие се произведуваат во држава, ќе почнат да се произведуваат во држава, ќе имат гарантирана цена. Од Државниот пазарен инспекторат велат дека понатаму ќе продолжат со контролите по маркетите и локалните продавници, како во урбаните, така и во руралните средини. За 2 дена поднесени кривични пријави за прекршување на мерките за здравствен надзор и самоизолација против 12 лица, информираше на пресконференција министерот за внатрешни работи Наќе Чулев. На 17 и 18 март поднесени се вкупно 11 кривични пријави против 12 лица. И тоа, 2 кривични пријави се однесуваат на дела по член 205 од Кривичниот закон, пренесување на заразна болест и се однесуваат на подрачјето на секторот за внатрешни работи Струмица. Додека 10 кривични дела се по член 206 од Кривичниот закон, односно непостапување според здравствени прописи во време на епидемија и се однесуваат на подрачјето за СВР Велес 1 и за СВР Битола. За непочитување на одлуките на владата за затворање на угостителски објекти, казини и облажувалници, досега се поднесени 2 кривични пријави против 2 сопственици на подрачје на СВР Тетово во текот на вчерашниот. Тетово врши контрола на лица со решенија за здравствен надзор 17, додека 185 има купно лица на територија на СВР Тетово со наредба за самоизолација. По прогласувањето на вонредната состојба преку партиски соопштенија и пресконференции се огласија политичките партии на албанците во Македонија. Лидерот на ДПА Мендух Тачи апелираше за строга самоизолација, а од партијата на Зијадин Села побараа механизам за контрола на кризниот штаб,
од страна на опозиционите партии. Само со строга самоизолација, почитување на препораките, дотур на медицински материјал до здравствените установи од страна на армијата, може да се заштити населението од коронавирусот, изјави лидерот на ДПА Мендух Тачи. Строго, колку луѓе ме почитуваат, колку ми веруваат, толку. Строго да се самоизолирам. Не ви зборам за кој има симптоми, нема, кој каш. Строго сите граѓани да се самоизолираат. Никого да не видиме надвор. Освен за потреби за храна, за ништо друго. Ова не е шега. Само гледате околу нас што се случува. Од Алијансата за албанците ја поздравија одлуката за воведување на вонредна состојба. Отаму сметаат дека во рамки на кризниот штаб треба да се обезбеди механизам за контрола од страна на опозиционите партии. И од двете партии сметаат дека ситуацијата креирана од пандемијата не остава друга опција, освен самоизолација и поголема дисциплина. Откажани повеќе одбележувања и настани кои беа традиционални во нашиот град. Поради новонастанатата ситуација, односно препораките на владата да не се организираат јавни и други собири поради превенција од ширење на коронавирусот, во Тетово не се одржуваат повеќе традиционални одбележувања и настани. Од Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово известуваат дека е откажано одбележувањето на денешниот значаен датум од нашата историја, односно годишнината од формирањето на Комунистичката партија на Македонија, која секоја година се одржуваше во музеот на Тетовскиот крај. Инаку на денешен ден, 19 март 1943 година во Тетово, во куќата на семејството Јовановци, е формирана Комунистичката партија на Македонија и избран незиниот Централен комитет во состав Лазар Колишевски, секретар, Мара Нацева, организационен секретар, Кузман Јосифовски Питу член, Страхил Гигов член, Цветко Узуновски Абас член, Бане Андреев Ронката член. На оваа прва седница донесени се повеќе значајни одлуки за понатамошниот тек на народно-ослободителната и антифашистичка војна. Се формираат 5 обласни комитети во 5 оперативни зони, формирање на поголемо воено-оперативни единици, да се зголеми политичката активност, да се формира штаб на првата оперативна зона и друго. И вторниковци оваа недела не ја одржаа својата традиционална средба за прв пат после 2059 вторници. Инаку се започнало во 1978 година, кога во една од тетовските кафеани во вторник започнало нивното дружење, кое стана белег на тетовското кафеанско живење. Вторниковци велат дека ова е само пауза и дека дружбите со песна ќе продолжат и во иднина, откако ќе се надмине оваа ситуација. Приведени 7 машки лица во гостиварско Дебреше, државјани на Албанија. Следува полицискиот билтен. Денеска околу 9 часот полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар во центарот на гостиварското село Дебреше приведе 7 машки лица државјани на Република Албанија кои непријавено престојувале на подрачјето. Странските државјани на возраст од 19 до 37 години предадени се во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера пак, околу 16 часот и 30 минути, во СВР Тетово е пријавено дека на нива во местноста Гомуша, атар на тетовското село Требош, при сечење на дрво со моторна пила, по присуство на уште 2 други лица од тетовските села Джепчиште и Шемшово, дрвото паднало над 62 годишникот Шемшово, кој се здобил со тешки телесни повреди, од кои веднаш починал. Лекар од Тетовската брза помош констатирал смрт. Увид извршиле екипа од СВР Тетово и јавен обвинител, по чија наредба безживотното тело е предадено на семејството. Европската одбојкарска федерација ги одложи сите меѓународни надпреварувања, вклучително и Златната Европска лига, каде требаше да настапи македонската репрезентација.
Европската одбојкарска федерација на состанокот кој се одржа во Луксембург донесе одлука да се одложат сите меѓународни надпреварувања кои требаше да се одржат во првата половина на 2020 година. Со оваа одлука на неодредено време е одложена и Златната лига, каде требаше да дебитира и репрезентацијата на Македонија. Надпреварите требаше да се одиграат во текот на мај и јуни, но сега останува непознато дали и кога ќе се одржи ова надпреварување. Македонија беше излечена во групата С заедно со селекциите на Чешка, Турција и Португалија. До сега не се доведени во прашање квалификациите за Европското првенство во 2021 година, кои треба да започнат во втората половина на август, а Македонија е во групата С заедно со репрезентациите на Босна и Херцеговина, Турција и Данска. Во прекин се и надпреварите од домашните одбојкарски првенства. Одбојкарската федерација на Македонија се уште нема одлучено дали и кога првенствата ќе продолжат, или пак ќе имат дефинитивен прекин и сезоната ќе биде поништена, односно ќе биде прогласен административно шампионот на Македонија за оваа сезона. Веќе четврти ден во сила е вонредна состојба во Србија. Од синоќа од 20 часот до 5 часот на сила беше полициски час и забрана за излегување на постарите од 65 години, а граѓаните во повеќе градови во 20 часот синоќа аплаудираа во поддршка на медицинските работници. Од 12 часот привремено се стопирани сите комерцијални меѓународни летови од и кон аеродромот во Белград, освен хуманитарните летови и карго сообраќајот. Воздушниот простор над Србија ќе остане отворен, но ќе се затвори граничниот премин на аеродромот. Во Холандија има повеќе од 2000 заразени со коронавирусот. Министерот за здравје Бруно Бруинис не можел да се избори со стресот и притисокот, па се онесвестил среде седница на парламентот. Министерот ја убеди јавноста дека не е позитивен на коронавирусот. Се онесвестив поради исцрпеност, сега ми е подобро, ќе одам дома да се одморам, па утре ќе се вратам пак и ќе продолжам да ја водам борбата со коронавирусот најдобро што можам, рекол тој. За разлика од другите земји, Холандија ги затвори градинките и училиштата, но границите се уште се отворени. Кристијан Занин, доктор од Италија, на Фејсбук објави видео од состојбата во една италијанска болница. Тој напиша: "Како поинаку да разберете да останете дома, или ова не ви е доволно?" Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!